Амбасадорке Брнс, почитувани колеги и представници од амбасадата на САД, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Несомнено, станува збор за еден процес кој во континуитет се надоградува и надополнува, чии резултати во голема мерка се должат токму на нашето партнерство, на постојана стручна, техничка и друга помош што ја добиваме од нашите пријатели од Соединетите Американски држави. Како и многу пати претходно, во различни приходи, со посебно задоволство ќе најавам уште една важна и за нас вредна донација од нашите пријатели, Европската команда на армијата на САД, реализирана преку ИЦИТА програмата, меѓународната програма за поддршка во обука во доменот на кривичните истраги при владата на САД, а добиена преку амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија. Ова донација е вредна околу 475.000 американски долари, со која специјалните полициски единици во полицискиот центар Ѓорче Петров добија реновиран, модерен објект за сместување на полициски службеници во нашата држава, но и од целиот регион кои што учествуваат во обуки и вежби за организирана борба против недозволена трговија со наркотици. Со овој проект полицискиот центар Ѓорче Петров, кој е оперативен штаб на единицата за брзо распоредување при Бирото за јавна безбедност, ќе има дополнителен инпут и возголемување на полициската интероперабилност во регионот, бидејќи овие професионалци од повеќе земји, Албанија, Србија, Хрватска, Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, работат заедно во борбата за сузбивање на меѓународни криминални групи кои што се занимаваат со трговија со наркотици, што несомнено ги преминува границите на една земја и влијае не само на една држава, туку на целиот регион. При тоа, секој од овие два ката кои што ги користат припадниците на Министерството за внатрешни работи располага со по 9 простории за сместување, со различен капацитет, како и чајна кујна со простор за слободни активности согласно најсовремените стандарди за сместување. Опремувањето на просторот ќе биде реализирано од страна на Министерството за внатрешни работи, како дел од континуираните активности кои што ги преземаме за подобрување на условите за работа на македонската полиција. Би сакал да изразам благодарност до представниците на ИЦИТА програмата при амбасадата на САД во земјава, кои како наш партнер и како наш силен поддржувач изминативе години ја препозна стратешката определба на ова раководство на Министерството за внатрешни работи за имплементирање на сите критериуми и стандарди на модерно полициско функционирање и работење и несебично инвестирање во полициското функционирање и во капацитетите на Министерството, преку бројни донации од разновидна техничка опрема, но и стручна, професионална и техничка едукација и обука на полициските службеници од повеќе организациони единици во Министерството за внатрешни работи. Конкретно со одделот за специјални полициски операции, како резултат на воспоставената повеќегодишна соработка, завршени се неколку успешни проекти, а на повидок е и нов проект во насока успешна подготовка на наши специјални единици за најтешките и најсложени мисии. Затоа би сакал уште еднаш во свое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да и се заблагодарам лично на амбасадорката на Соединетите Американски држави Мери Брнс, на нашите докажани пријатели владата на САД и амбасадата на САД во Република Северна Македонија, кои во духот на предпразничните дарувања ни го овозможија овој современ полициски дом, а уште повеќе за нивното цврсто и доследно партнерство во процесот на реформирање и развој на полицијата, како еден од клучните сегменти во напредување на националната, но и регионалната и глобалната безбедност. Исто така, посебна благодарност за донација во едно санитетско возило за единицата за брзо распоредување, нешто што беше потреба и самиот факт дека ова е прво возило после многу години санитетско, за да можат полесно да ги остваруваат своите оперативни задачи. Тоа е навистина една огромна работа за оперативноста на ова единица на Министерството за внатрешни работи. Уште еднаш благодарам и се надам дека нашата соработка ќе продолжи и ќе се продлабочува во наредниот период. Благодарам.